Благодарам. Штовани колеги, денес се чувствувам како слика на дежаву на претходниот период, за жал не по-добро. Денес повторно е, колеги, нов ден, ново задолжување. Се е исто, само заменик министерот за финансии е различен. Претходниот заменик министер за финансии исто вака си седеше, си молчеше. Некој од вас тек тук ке станеше да каже што мисли и да го одбрани. Сега господинот Николовски одека, но вие жал не може да направи таков квантен скок, што би рекол Заев, од заменик министер за финансии и премиер, бидејќи во Македонија на толку многу задолжување и ката ден седење во собранието, наместо да добиете отпуштање од работно место, добивате унапредување во работно место и впрочем затоа државата е на дередже на кое што е Република Македонија. Она кое што го гледаме секој нов ден на телевизија, во собранието, како одлуки на владата, се задолжувања, обврзници, кредити од комерцијални банки, од меѓународни организации, па потоа малку ви беа земања од странски пазар, деновиве се земаат средства и од домашен пазар, што покажува дека за жал на сите нас граѓаните, несовесното работење пред се финансиско ја доведува државата во една полубанкротирана состојба и за тоа си имате одговорност вие од владата. Не можам да се согласам дека е нормално да се зема кредит за секоја реформа. Ако треба да правиме реформи во образование, земаме кредит. Ако треба реформи во земјоделие, земаме кредит. Ако треба реформи било каде, ние земаме кредити и кредити и кредити. При тоа, стопанството, како што гледаме, од двајцата, односно од неколкуте комори, стопански комори, велат дека наместо да им помагате, ги уништувате фирмите. Дали си го поставувате прашањето во владата, кој ова ќе го враќа? Или уште месец, 2, 3, 5 да бидеме на власт, па потоа кој ќе враќа, нека враќа. И тоа е многу неодговорна политика, ама за таа неодговорна политика еден убав сончев ден ќе си има одговорност и така треба да им пренесете на оние во владата. Не можам, почитувани колеги, да се начудам. Најпрофитабилната фирма во Македонија, Електради на Македонија, која што во 2017 година ја превземавте со 24 милиона евра суфицит, секој дневно да земате кредити и при тоа тие кредити за капитални инвестиции, ќе видите како што се пише во законот за што се, и тоа да го правдаме. Не може секоја реформа во оваа држава да биде на кредит, бидејќи се поставува прашањето каде трошите народни пари. Од кога сте на власт до сега 30 милиарди имате потрошено. Шајка нема заковано, изгора на тоа еден куп кредити имаме земено. И треба да си го ставите малку прстот на чело. Што сакам да кажам? Велите вака, земаме 100 милиона евра кредит и веднаш 20 милиони или 20% ги даваме на оперативни трошоци, административни трошоци, трошоци за пренос на електрична енергија, осигурување и одржување. Значи, најголем дел од дека е плати на администрација. Потоа верите, земаме 55 милиони евра за набавка електрична енергија од лиценцирани трговци со електрична енергија. Тука ќе имате скандали, верувате ми, бидејќи посилно е од вас начинот на тендерирање. Па потоа велите, земаме плюс 24 милиони евра за сервисирање на долгот, вклучувајќи и главнини и заеми, кои што се поврзани со инвестиции во било какви средства и фосилни горива, значи набавувате фосилни горива, 1 милион евра провизии. Еднократно, 1 милион евра за провизии, треба да имаме среќни, препоставувам, што ќе земе милион евра провизија и дека потоа зборувате дека е тоа согласно договорот со ЕБОР. И сега го поставувам прашањето. Наместо да се направи истрага околу начинот на
производство и продажба на енергија во оваа држава, бидејќи секој втор ден на телевизија гледаме скандал таму, истрага не се прави, место да видите кој колку плаќа на оваа држава сметки за струја, колку може да се наплатат, за тоа закон не постои, тоа се правиме дека не го гледаме и најлесно ни е, ајде да земеме 100 милиона евра кредит за дел плати, дел набавка на електрична енергија, дел провизија. И на крајот на денот вика, од целите овие 100 милиона евра, господине представник на владата, сами си пишувате дека само 55 милиони евра се за набавка на електрична енергија. 55 милиони. 45 ги нема. Според мене тоа не е во ред. Тоа не е во ред. Тоа има на поговорка. Пола јаде, пола шарцу дае. Така правите и вие. Земате 100 милиона, 55, другите плата за администрација. И тоа не е во ред. И тоа не е домакински, и тоа не е одговорно, и тоа не е отчетно. На 5 места истовремено отварате нови долгови. Оно кое што се дискутираше и преходно, во целите овие задолжувања на граѓаните, единственото добро е тоа што 3000 луѓе вработени во Рек Битола и уште 4000 луѓе кои што гравитираат околу Рек Битола нема да си одат дома. Нема да бидат отпуштени и нема да бидат технолошки вишок. Бидејќи, според вашите првични договори како влада, таков договор подпишавте. И независно кој ќе излезе дека на контрареплика, таков договор подпишавте. И ние ви кажавме дека таков договор може да се смени, и ете излезе дека ние сме биле во право. И не е важно кој е во право. Важно е дека луѓето ќе останат на своите работни места. И тие точно знаат кој е во право, бидејќи да сте размислувале државнички, ова кое што ние вобедуваме 6 месеци да го прифатите и конечно нема и каде го прифаќате, вие ке сте го предложеле. Пред 7 месеци ке сте дошли, ке сте кажеле да ќе земеме, но Рек Битола нема да се затвора. Тоа е веќе државнички, ама вашата влада, за жал, ни Д од државност нема. Ни Д од државност нема. Затоа апелирам да си пренесете во владата дека овие задолжувања мора да престанат, да се зголемите транспарентноста, отчетноста и да дојдете овдека да кажете каде се трошат нашите пари. Да излезете и да кажете колку неплатени сметки за струја има, колку милиони од тие ќе се наплатат и како ќе се враќаат овие кредити. Бидејќи ниту стопанството, ниту граѓаните имаат потенцијал, имаат можност и имаат пари да ве финансираат како влада, но толку повеќе што во држава во која што има измеѓу 500 и 600 милиона евра ненаплатени пари по основ на сива економија, и тоа не е моја бројка, тоа е бројка на Светска банка, дека што се ги наплатите тие пола милиарда евра во буџет, вие се правите дека не гледате, за пусти поени, за пусти гласови, запустувате идни генерации. Благодарам.